За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите битолски питулици, велешки пинџур, свинско со печурки во земјена тава, раванија, За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите битолски питулици, пржени па запечени во рерна. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 30 на минути и истото ќе ве чини околу 60 денари. Во садот со брашното налеваме половина литар вода. Потоа го налеваме млекото. Додаваме 4 лажици масло за јадење. Долеваме уште 300 мл вода. Непрекинато мешаме со жица за матење за да добиеме смеса како за палачинки. Посолуваме. Една црпалка од смесата ставаме во загреана тава намрсена со масло. Тавата ја ставаме на оган. Ја превртуваме питулицата во тавата. Откако ќе се испржи од двете страни, ја вадиме питулицата од тавата, ја ставаме на чинија. На ист начин ги подготвуваме сите питулици, една врз друга ги редиме на чинијата. Во блендер посолуваме. Ги додаваме оревите. И чешнињата лук ги додаваме во блендерот. Потоа додаваме 100 мл масло за јадење. Миксаме. Измиксаната смеса ја ставаме во длабока чинија. Во тркалезна тава за печење намрсена со масло ставаме 3 питулици, прекривајќи го дното на тавата. Со готварска четка со измиксаната смеса ги премачкуваме питулиците. Постапката ја повторуваме додека ги потрошиме сите питулици и целата миксана смеса, завршувајќи го редењето со преостанатата миксана смеса. Ги сечеме наредените питулици на ромбови. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 10 минути на температура од 200 степени. Тавата со испечените питулици ја вадиме од рерна. На чинија за сервирање ставаме 2 парчиња битолски питулици. Декорираме со свежи гранчиња нане и босилек. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 30 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите велешки пинџур со ореви. Доматите прво ги лупиме. Потоа ги сечкаме на коцки. Исечканите домати ги ставаме да се пржат на загреано масло во тава на оган. Испржените домати ги ставаме на чинија.
Претходно испечените и излупени пиперки ги сечкаме на парчиња. И излупените лути пиперки ги сечкаме на парчиња. Исечканите пиперки ги ставаме да се пржат на загреано масло во тава на оган. Во дрвен сад за толчење нарасуваме сол. Ги додаваме чешнињата, лук. Ги толчиме со толчникот. Потоа ги додаваме оревите. Повторно толчиме. Додаваме 2 лажици масло за јадење. Уште еднаш толчиме. Ги додаваме испржените пиперки. И нив ги толчиме. И претходно испечениот и излупен модар патлиџан го сечкаме на парчиња и го ставаме во садот. Посолуваме. Повторно толчиме. Ги додаваме испржените домати. Продолжуваме да толчиме. Истолчените состојки ги враќаме во тавата на оган. Откако пинџурот ќе се испржи, ја тргаме тавата од оган. На средината на чинијата за сервирање ставаме една кришка леп. Врз неа сервираме од велешкиот пинџур. Декорираме со парчиња ореви. Попрескуваме со маслиново масло. Декорацијата ја дополнуваме со 2 црни маслинки без семки врз пинџурот. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 40 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите свинско со печурки во земјена тава, печено во рерна. Свинското филе го сечкаме на коцки. Ги ставаме да се пржат на загреано масло во тенџере на оган. Посолуваме. Во друго тенџере со половина литар зовриена вода ја ставаме коцката да се вари супа. Додека месото се пржи, ситно ги сечкаме главиците кромит. Ги додаваме во тенџерето со испрженото месо. Откако кромидот ќе омекне, додаваме 30 грама пудер. Шампињоните ги сечеме на половина. Ги додаваме во тенџерето. Пиперката ја сечкаме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето со запржените шампињони. Доматот го сечкаме на коцки. И него го додаваме во тенџерето. Откако и зеленчукот ќе се запржи, го налеваме виното. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме мешаниот зачин. Потоа го додаваме сенфот. Макдоносот ситно го сечкаме. Го додаваме во тенџерето.
Ја додаваме киселата павлака. Откако содржината ќе зоври, го тргаме тенџерето од оган. Во тава на оган го ставаме преостанатиот путер да се загрее. На загреениот путер го ставаме брашното да се пржи. Мешаме за да не загори. Откако запршката ќе добие златно-жолта боја, ја налеваме супата од коцка. Мешаме со жица за матење. И размешаната запршка ја додаваме во тенџерето. Потоа содржината од тенџерето со црпалка ја ставаме во земјена тава. Тавата ја ставаме во рерна, печеме 40 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Начинија за сервирање со црпалка ставаме од свинското со печурки во земјена тава. Декорираме со ситно сечкан француски мактонас. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите раванија на традиционален начин. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Го додаваме брашното. Потоа го додаваме гризот. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во со масло намрсена и набрашната тркалезна тава број 30. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Почнуваме со подготовка на шербетот. Во тенџере на оган го ставаме шеќерот. Ја налеваме водата. Шербетот го вариме 10 минути. Во меѓувреме го сечеме изладениот колач на ромбовик. Тенџерето со сварениот шербет го тргаме од оган. Со црпалка со топлиот шербет го преливаме колачот. Оставаме да го впие шербетот и да се излади. Начинија за сервирање ставаме 2 парчиња раванија. Декорираме со кришки лимон и гранчиња свежа мента. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 50 минути.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво